На телефонска линија треба да го имам младиот и харизматичен готвач Бранко Поповски, од шоуто кое веќе на сите ви е познато, се вика Cooking with Бранко или готвење со Бранко. Добро утро, Бранко. Добро утро, Крис, како си? Одлично, работно. Ти како си? Супер. Јас сум одлично, моментално на точак, се движам на кај работа. Како што кажав, млад и харизматичен, тоа веќе можеме да го слушнеме во твојот глас. Предпоставувам не ти е тешко да се справиш со корона вирусов, затоа што така звучиш. Веројатно наоѓаш начин како да се справиш со овие мерки. Точно, јас секогаш викам дека ние мора да бидеме тие кои што ќе се прилагодат на промените, а не промените на нас. Така да се она што доаѓа, се она што е ново, мораме да се носиме со него, затоа што живееме во 21 век, така како што кажа, во ера на интернетот, каде што се ни е на тацна сервирано, треба само да го земеме, да го искористиме, да научиме како правилно се користат тие ресурси, а не постојано ќе кажеме еден збор да кукаме што е тоа што не можеме да го направиме или да чекаме нешто да ни дојде без тоа да се потрудиме или како што викам јас без тоа да се испотим. Не ти требаше многу време да го освоиш интернетот и пред корона мерките, твоето присуство беше токму таму на интернет просторот. Значи ли ова дека младите многу полесно можат да ги препознаат бенефициите и придобивките кои можат да ги извлечат од интернетот и од социјалните мрежи? Точно, да, баш тоа што го кажам, но сепак мислам дека и постарите можеме да ги ставиме во тој дел, бидејќи сега секој користи телефон, секој користи телефон со Android, iOS или има дома интернет, лаптоп и компјутери, така да нема никаква пречка кога е во прашање искористувањето на се придобивки кои што ги даваат социјалните медиуми, а ги има многу. Ние сепак ги користиме само за шифламење, кога е во прашање или тоа што викам јас да те заболи палецот, ти додека стролаш табело и додека читаш вести. Сето тоа време кое што го трошиме на социјални медиуми за да читаме работи кои што едноставно некогаш не ни се потребни, ветам дека можеме да ги искористиме максимално на овој начин како што направив јас. Веќе пред 2 години, можам да кажам годините и 7-8 месеци од како што постои Cooking with Бранко, но сепак искрен да видам овој период на COVID-19 допринесе многу повеќе за подигнување на брендот Cooking with Бранко, бидејќи искрено од мене започна иницијативата за предизвиците, односно седи дома и готви со Cooking with Бранко, кои што стана после тоа многу распространети низ цела наша држава, така да имав доста гостувања овој период, доста други кампањи, доста други акции кои што искрен да видам COVID-19 ќе му дадам една оценка 5, не само заради тоа што за мене беше добар, но сметам дека добро се покажа на тој начин што може да ни ги отвори очите. Што треба ние да правиме за нас добро, за природата, за општеството и за луѓето околу нас. Така, не подсетува на некои многу важни работи кои може ги забораваме во на брзо живење. Кога веќе ги спомена предизвиците за готвење, мора да те прашам кој ти е омилен предизвик, некој нов рецепт што си го добил, а претходно не си го имал? Ги имам многу, искрен да бидам. Последно што успев да го направам, тоа беше керот или торта од морков со бибер, кој што за мене беше огромен предизвик, искрен да бидам, беше одличен вкус. Го направив некаде за периодот за великденските празници, кога бев веќе дома, иначе јас сум по потекло од Бевчани, па го направив за мојата фамилија, бидејќи мајка ми секогаш вика, кажи кога тоа ќе ни изготвиш на нас, бидејќи јас сум веќе повеќе од 7-8 години тука во Скопје. Така да предизвиците за готвење секогаш ми се добредојдени и секогаш сакам да учам нешто повеќе. И од други луѓе секогаш сум отворен за соработка и со други блогери за храна, со други готвачи, така да никогаш не ги занемарувам тие активности кога е во прашање соработката, затоа што тоа е многу битно, посебно во овој период. Секогаш одам се таа парола дека никогаш не можеш да знаеш од кого повеќе ќе научиш. Така да точно и COVID-19 или коронавирусот треба да учиме од него и треба да се штитиме. Тоа е нормално затоа што постои, затоа што го има, но сепак најмногу се треба да учиме. Треба да учиме како да се почитуваме едни со други, треба да учиме како да прифаќаме различности и треба да учиме многу работи кои што тој ни ги сервира нас,
а ние сепак треба да ги прифатиме, но многу паметно. И тоа и лично и професионално. И лично и професионално точно. Бранко, од каде е љубовта кон готвењето? Уште од 3 години искрен да бидам, тоа секогаш го викам, па никогаш и дури ми се смеат. Од мајка ми и од татко ми се вроди таа љубов кон готвењето, татко ми како угостител, мајка ми покрај тоа што е медицинско лице, но сепак вевчанци се гурмани луѓе, она секогаш ме учеше како треба да израснеш во човек, како треба да продолжиш понатака со трасирање на твојот пат и како треба сите работи да ги знаеш, бидејќи за одредени, постоеше одредени стереотипи дека мажите во кујна не. Но сепак испаѓа на крај дека мажите се многу подобри готвачи од жените. И поради тоа мајка ми секогаш и мене и на мојата сестра не учеше како треба не учеше дека треба да знаеме да готвиме, затоа што ќе израснеме, ќе одиме на факултет, ќе живееме надвор од селска средина, така да тоа беше уште од 3 години беше мојата љубов родена во готвењето, каде што веќе во 2018 година беше годината која што решив да го основам блогот за храна, кухина и Бранко. Така, некој со многу ľубов за готвење, некој со многу љубов за јадење. Јас може би во втората категорија повеќе, но сепак имав многу време за во овие изолацијски денови да ги потрошам во кујна и да експериментирам малку. Некој предлог, што имаш да им кажеш сега кога веќе олабавуваат мерките, твој предлог, што да си подготват твоите гледачи? Так. Искрен да бидам, прво и основно ќе кажам дека мора да ги почитуваме правилата кои што ни ги налагаат надлежните институции, мора да бидеме да се придржуваме до нив. Втора, да се храниме здраво, што е основен приоритет секогаш, не само во COVID-19, да внесуваме посебно овој период кога има овоше и зеленци, кога е сезоната, треба да се јаде во изобилство, да се пие многу вода и да не се конзумира премногу тешка храна, се со цел да може да се одржува здрав биоритам на самото човеково тело, но сепак не би ги избегнал тука и месото и млечните производи кои што си има доста големи придобивки овој период. И да го заокружиме овој разговор, Бранко, од интернет просторот преминуваш и на мејнстрим медиум, ако не се лажам, твоето шоу ќе биде емитувано и на една телевизија. Така, јас нема да биде моето шоу, него јас ќе гостувам, ќе бидам дел од емисијата 1001 оброк, ќе биде од карантин, тој нормално во иднина се надевам дека и Cooking with Бранко ќе биде дел од медиумскиот простор, а веќе постепено почнуваме со осмислување на втората сезона од готварското шоу. Сепак остана уште 2 епизоди не снимани, но сепак поради COVID-19 веднаш ќе се насочиме на втора сезона, како што кажав, мораме да се прилагодуваме на промените кои што настануваат на пазарот, не само во Македонија, туку и во светот. Така да се надам дека ќе се дружиме со гледачите на еден многу поинтересен начин, затоа што Cooking with Бранко е кујна која што носи доста поинаква имагинација. Токму така. Сосема ќе се согласам со тебе. Ние понатаму ќе продолжиме да те следиме за во оние периоди кога имаме време да направиме нешто креативно во кујната. Бранко Поповски, благодарам што беше дел од денешниот утрински брифинг. Христи, благодарам. Голем поздрав до цела редакција на утрински брифинг и се надевам дека ќе се дружиме повторно. Останете во добро здравје и чувај. Исто така. Тоа беше поздрав. Тоа беше младиот и харизматичен готвач Бранко Поповски кој ја освои македонската јавност со неговите вкусни рецепти кои не само што се вкусни, туку и на изглед добро изгледаат, токму доволно за да ве намамат да се обидете и вие да го направите истото.